Ова е трета пролет што психологот Полијана Шадрина и незината ќерка Софија ја поминуваат во Варшава наместо во родниот Киев. Шадрина, која е бегалка, и помага на својата ќерка со домашните задачи. Каде е почетокот, а каде е крајот? Дали сте сигурна дека ова е почеток? Тие живееле во Киев, кога Русија ја започнала инвазијата на Украина. Ќерка има нарушување на спектарот на аутизам, а по еден месец менталното здравје на Софија се влошило. Така, Шадрина со неа заминала во Варшава. Вона схоплювалася. Реагираше на секоја воздушна сирена, дури и ноќе. Потоа таа почна да се буди при најмал шум и имаше проблеми да заспие. Воопшто не сакаше да излегува надвор. Шадрина, која е психолог за деца, вели дека многу деца кои останале во Украина и многумина кои избегале, страдаат од проблеми со менталното здравје. Є діти, які Некои деца се прилагодуваат побрзо, но има и такви чија анксиозност е зголемена до таа мера што влијае на спиењето и апетитот. Покрај тоа, наоколу има и возрастни луѓе кои исто така се анксиозни. Друг психолог, Катерина Тимакина, работи за Veteran Hub, мрежа на невладени организации што ги поддржуваат ветераните и нивните роднини. На 48% вырос. Толку многу стрес не е нешто за што сте можеле да бидете подготвени. Анксиозните расстройства се зголемиле за 48%. Депресијата и нарушувањата се зголемиле за 46%. Зголемувањето на бројот на апели за помош потврдуваат и центрите за советување и терапија како овој кој е наречен Отворени врати. Збільшилась кількість звернень. И воените и цивилните поплаки се зголемени за 80%. Моментално во центарот работат 30 специјалисти, а секоја недела добиваме околу 30 нови апликации. Други страдаат од посттрауматско стресно растројство. Украинското Министерство за здравство известува дека во 2023 година бројот на пациенти со ова растројство се зголемил за 4 пати од 2021 година. ознаками, коли ми можемо говорити про ПТСД? Меѓу симптомите може да има несоница, агресија, како и кога на лицето му се чини дека се враќа во моментот на траума и не разбира што се случува околу него. Катерина Тимакина вели дека ќе биде потребно време за да се знае вистинската скала на влијанието на војната врз менталното здравје, бидејќи украинските цивили и воениот персонал се уште ја доживуваат траумата. Реально ми будемо розуміти, що Потполно ќе ги разбереме последиците врз менталното здравје врз нас како општество само кога ќе завршат непријателствата. Оделно, зборувајќи за војската, нивната ментална состојба може да се оцени 6 месеци до 1 година по првиот бран на демобилизација. Светската здравствена организација вели дека секое 5-то лице кое живее во конфликтни области низ светот има некаква форма на проблем со менталното здравје. Со најновата проценка на Обединетите нации за украинското население во 2024 година, тоа значи дека веројатно се погодени околу 8,5 милиони луѓе.